Почитувани присутни, почитувани представници на медиумите, денеска заедно со Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска и пратеничката Лјатифа Шиковска, со градоначалникот на општина Шуто Ризари Курту Дудуш, со председателката на општинскиот совет Фатима Османовска и со советникот за инклузија на ромите во мојата канцеларија Елвис Мемети, посетивме неколку активности во општина Шуто Ризари кои се многу значајни за спроведувањето на социјалните и хуманитарните политики на општината и на владата. На почетокот сакам да ја издвојам општинската народна кујна како иницијатива на општина Шуто Ризари која постави една благородна цел секојдневно да им помага со топол оброк на 320 до 380 сограѓани лица во социјален ризик. Посебно сакам да ја истакнам улогата на волонтерите во народната кујна во општина Шуто Ризари. Готвачите и оние што ја разнесуваат приготвената храна на своите сограѓани кои не се во состојба да дојдат овде во народната кујна. Секако, сакам да им честитам на сите општествено одговорни компании и фондации кои учествуваат со своји донации народната кујна секојдневно да исполнува својата хумана мисија. Сакам да изразам до сите нив благодарност и од владата на Република Северна Македонија. Тие се инспиративен пример за да се вклучат што поголем број на компании, бизнисмени, политичари, општественици со свој придонес во вакви општествено одговорни проекти. Ја користам приликата да испратам апел до сите хумани луѓе кој колку може да донираат за да помагаме на најсиромашните, на најранливите. Истовремено, општинската народна кујна е пример на кој може да се угледат и други општини каде што живее население во социјален ризик. Оброците во народната кујна во Шуто Ризари се подготуваат во детската градинка 8 април овде во Шуто Ризари. Целосната обнова на градинката и на центарот за деца од улици кои беа опожарени во 2017 година е во втората фаза, откако во првата фаза беше завршен еден дел од градинката кој веќе функционира со капацитет да згрижи 150 дечиња. Заедно со новиот дел, кој е во изградба, ќе бидат офатени вкупно 306 деца во сите групи од предучилишното згрижување. Министерството за труд и социјална политика учествува во опремување на градинката во вредност од 6,5 милиони денари, додека градежните активности се реализираат со 1,5 милион долари од амбасадата на Кралството Норвешка во Белград преку UNDP. Сакам да се заблагодарам на Кралството Норвешка и на UNDP за оваа реализација на овој прекрасен проект. Децата од Шуто Ризари имаат можност да престојуваат во модерна и енергетски ефикасна градинка со обезбедени услови според највисоките стандарди за предучилишно образование. Освен највисоките стандарди за енергетска ефикасност, градбата ги вклучува и стандардите за пристапност и инклузивна опрема за игралишта, обезбедувајќи им на децата со попреченост да уживаат еднаков пристап со своите врсници. За децата во градинката се грижат 17 вработени, кои на децата од Шуто Ризари им обезбедуваат еднакви можности за високо квалитетно згрижување и воспитување во раното детство, обезбедувајќи соодветни простории за учење, рекреација, грижа и хигиена. Во мај ова година е планирано да биде завршена и изградбата на Центарот за деца од улица, кој ќе има капацитет да згрижува 100 дечиња од улица на возраст од 5 до 13 години со целодневен престој под грижа на 8 стручни работници. Сите овие активности ги потврдуваат нашите заложби постојано да ги подобруваме условите за живот на ромската заедница. Креираме можност за правичен пристап до сите социјални погодности, стекнување услови за подобар животен стандард и надминување на социјалното исклучување. Борбата за справување со социјалните ризици е заедничка и заедно ќе ја водиме се додека не обезбедиме подобар живот за сите. Благодарам.